Gospodine Димитриевски, како влијаат национализмот кој го видовме, на кој посведочивме во изминатите недели врз меѓуетничките односи, како тоа може да влијае воопшто на целата стабилност, на државната безбедност во иднина, на кратки, средни или долгорочни основи? Пред се добар ден, поздрав до вас и до гостите. Влијанието на национализмот или активностите на, да кажам, на националните групи или на активности кои сме сведоци овие денови особено, може да бидат многу негативни и директно може да влијаат на секупната стабилност и безбедност во државата, во општеството. На крај крајеви бевме и сведоци како еден настан или повеќе настани, мали и ситни, да кажем, во обем, во смисла на учесници, она можат директно и непосредно да влијаат на безбедноста пред се на граѓаните, а тука пред се мислам на настанот околу Маврока во движењето нели на колоната и со употреба на огнено оружје. Значи, тука малку недостигаше да може да дојде нели до директен судир и на крај крајви жртви, бидејќи беше употребено на некој начин огнено оружје, што е апсолутно недозволиво и треба да биде апсолутно исклучено. Малку гледам тука и не да кажам вина, може би за доцната интервенција на органите на полицијата да се спречи, но за среќа сето тоа помина, да кажам без некои сериозни последици. Ние од нашата асоциација Guardian нормално ги следиме настаните и сме директно инволвирани, еве и вие кажате дека се сметаме и дека сме експерти во доменот на одбраната и на безбедноста, така да секојдневно вршиме, ги следиме, ги анализираме настаните и затоа се го изразувам ова што поставите како прашање, значи директно може да влијаат на нарушување на безбедноста и стабилноста на дневна основа, да не зборуваме и на кои се извикуваат на протестите, сакате да кажете дека може да влијаат и на безбедноста на подолги основи? Секако да може да влијае, затоа што нашето општество е мултиетничко и мултикултурно. Еве тука е гостинот е нели поранешиот министер за култура, тој можеби многу повеќе може и тоа да го елаборира. Секако дека тоа нашето општество има таа вредност. А јас па потекнам од Куманово. Куманово ни е па символ на мултиетничоста и мултикултурата, кое е верифицирано и афирмирано и во меѓународните релации и дома. Така да ние сме посебно чувствителни и профилирани на тоа да градиме мултиетничко општество. Меѓутоа во целина и нашата држава и општество, мислам дека доминантен е граѓанскиот концепт. Граѓанскиот концепт на општество подразбира да се артикулираат и да се строго контролираат било какви националистички, нагласени националистички или шовинистички испади и можности, активности кои може да доведат до отворен конфликт, бидејќи таа област секогаш е толку крхка. Без оглед на сите активности, мислам дека тука голема улога има органите на власта, меѓутоа органите на власта се во битие опресивни. Тука ми се чини дека повеќе треба да делуваме еве во доменот на културата во смисла на образование и воспитување. Јас и ете, како што веќе кажав, потекнувам од Куманово, ние тоа го гледаме овде, токму во односите меѓу заедниците, колку тоа го негуваме, да така кажам, со децении, меѓутоа малку недостига некој фитил и некоја активност да може да дојде до нарушување на тие односи. И тие си директно поврзани. Ние треба да се бориме за апсолутно за мултиетничоста и мултикултурализмот, но тоа е сепак реално речено и процес. За среќа, ние ги имаме основните постулати и темелните вредности на мултикултурализмот во нашето општество се воспоставени. Ние треба само да ги надоградуваме и узнапредуваме, ама пред се велам во доменот и на културата, на образованието и на воспитувањето на младите генерации, пошто гледаме дека најголем дел и учесници во сите тие активности или евентуално националистички испади или повреда на националните права, чувства и етнички народни заедници, потекнат од младите. Пријател Тахири, мислам Дехари, како беше, се извинувам на презимето, веќе спомена, нели? Јас, кој ќе земе во пред, например, навијачките групи, младите, активности на младите групи, ако малку се вратиме наназад на конфликтите, појавните,
простори, дури по јавниот превоз во Скопје наназад 5-6 години, па активности на навијачките групи, комитите, ваквите, чкембарите, балисти, тоа е, а се тоа претежно на луѓе, па на крај крај имаше и жртви. Мислам дека имаше и смртни последици во тие конфликти. А тоа толку бргу, значи, може да ги наруши, ајде да кажем, кревките меѓуетнички односи и тука голема улога има и културата. Со афирмирање на културните и етничките посебности на било која заедница, нормално се артикулира, се амортизира и се вознапредува чувството на патриотизам и чувството на лојалност кон државата.